Објектот каде што функционираше дискотеката Пулс никогаш не добил дозвола за угостителска дејност и цела деценија работел спротивно на сите закони и урбанистички планови. На денешното судење вештакот Душица Трпчевска-Ангеловиќ рече дека инвеститорот свесно извршил нелегална пренамена на просторот од индустријски во ноќен клуб, наместо да ги следи законските процедури. Како што појасни вештакот, од намената на објектот зависат сите параметри: површина, височина, катност, позиција, пристап и паркирање. Овие параметри се директно поврзани со функционалните и безбедносни барања кои градбата мора да ги задоволи. Вештакот потенцираше дека сопственикот имал легален пат да побара промена на планот и да ги исполни минимално техничките услови за угостителски објект. Наместо тоа, тој свесно избрал да работи на диво, појаснува вештакот. Конкретно, објектот во која била сместена дискотеката или кабаре Пулс е составена од две згради, од кои зграда 1 е изградена во 1998 година врз издадено одобрение за градба на деловно производен продажен објект. Зграда 2 е издадена без одобрение за градење во 2011 година, е легализирана со намена за лесна и незагадувачка индустрија. Одговорност има и кој општинските инспекции. Сослушаните вештаци, вклучително и денешниот, се децидни. Градежната инспекција имала целосна надлежност да излезе на терен и да го затвори објектот или да го врати во првобитна состојба, иако клубот имал лиценца за работа. На претходните рочишта сведочаа вештаци од градежниот факултет. Тие констатирале дека од противпожарна заштита во објектот не биле преземени никакви мерки. Немало ниту еден прописен излез за евакуација. Капацитетот на објектот бил за околу 300 луѓе, а кобната вечер биле присутни над 600. Со сведочењето на градежните вештаци, обвинителството завршува со изведување на своите докази. Во пожарот во дискотеката Пулс во Кучани на 16 март 2025 за време на настап на групата ДНК загинаа 63 луѓе, а над 200 беа повредени. Ова е една од најтешките трагедии во поновата историја на земјата.